Со мене е психологот за деца и за адолесценти, Христина Стефановска. Со неа ќе разговараме на следнава тема. Дали знаете што е библиотерапија? Дали знаете дека таа се приминува и кај децата и дека таа лекува? Верувам дека ќе се согласите со мене дека книгите се оние кои што не лекуваат и колку пати сме прочитале некоја книга која што буквално ни го сменила животот и ни ги сменила и размислувањата и погледите и така натаму. Ова истото се случува и кај децата, доколку внимателно ја избереме содржината и доколку внимателно ја следиме состојбата во која што се наоѓаат во моментот. Повеќе детали во продолжение. Се надевам дека ова како вовед беше доволно за вашето внимание да биде заедно со нас. Добро утро. Добро ве најдов. Добро утро. Христина, библиотерапија. Постојано советуваме дека децата од мали нозе треба да ги учиме да читаат, да ги заинтересираме за книгата, но кога детето е во некоја состојба, баш не самото посегнува по книгата како извор на лек, под наводници, затоа што ќе зборуваме за терапија. Што всушност е библиотерапијата? Каква е таа? Библиотерапијата е еден вид на терапија која е гранка на експресивната психотерапија. Во буквален превод значи лечење преку книга, но практично тоа е една метода, една терапија која што како инструмент го користи книжевното дело. Овде под книжевно дело се подразбира дека може да користиме бајка, приказна, мит, легенда, народна некоја умотворба, па дури анегдоти, поезијата исто така. Така што се што е книжевно дело може со сама селективна употреба, внимателно избрана, да може да се примени во тој терапевски процес. За кои состојби е наменета? Кога се проценува дека треба да се посебне по библиотерапија и како всушност да го заинтересираме детето кога е во некоја состојба за токму таа да биде изборот за процесот на лекување? Библиотерапијата е метода што ја користи психологот, психотерапевтот во работата со деца и практично тоа е тој кој што треба да има осет во лекувањето на состојбата кај детето. Тоа е состојба која што е од ментален карактер, значи психолошка состојба, дали се работи за депресија, анксиозност, дали тоа се работи за некој начин или модел на однесување, корекција на некој однесување. И како таков психологот го води тој процес, значи тој е тој кој што отвара канал преку книга, односно преку библиотерапијата да интервенира во психичкото здравје кај детето. Нормално тоа е во одредени услови, значи кои што се оптимални за работа на таквата метода, иако библиотерапијата би можел да користи родителот со своето дете во рамките на читањето на некоја бајка или на некоја приказна. Колку во одредена состојба е важно психологот, детскиот психолог да се консултира за содржината на книгата, затоа што треба во суштина да се одвестува на лекувањето, да не дополнително ја влоши состојбата. Апсолутно. Библиотерапијата е метода каде што предходно се обработува некакво книжевно дело и тоа книжевно дело треба да одговара на животното сценарио на самото дете. Не би можело рандом да избереме било што и да читаме било што. Тоа е сосема селективно и наменски конструирано. Психологот кој што работи библиотерапијата има голем спектар на книги во делот на книжевни дела, пак ја споменам тука не само бајки и приказни, туку поезија, легенди, митови, значи ги има како такви, има направена селекција која приказна каде интервенира и ние кога ќе го добиеме детето како такво, кога веќе ќе направиме психодиагностичка, односно ќе искористиме адресирање на проблема, тогаш веќе ние можеме да интервенираме со библиотерапијата. Библиотерапијата повеќе делува во лекувањето на таа психичка состојба, иако сама по себе има психодиагностичка компонента, заради тоа што го идентификува животното сценарио на детето. Меѓутоа има и
прогностичка, да речеме, компонента, тоа значи дека нуди една нова перспектива за иднината. Тоа, да. Што во суштина треба да ја направи промената. Точно. Преку тој еден метафоричен дел што корелира со нашето несвесно, со несвесното кај детето или кај возрастниот. И за да на крајот обезбедиме психокорективна компонента на бајката, која што во суштина треба да направи нов модел на однесување, нов концепт на тоа животно сценарија или евентуално нели преобработување на некакви погрешни ставови, убедувања, состојби. Согласно вашата работа, соработуваат ли децата? Согласно искуството кој што го имате секојдневно? Апсолутно да. Да. Кои се состојбите во кои што најчесто, кои ни се најчести состојби во кои што користите библиотерапија? Прво морам да кажам дека библиотерапијата е многу безбеден метод, заради тоа што е еден мост до тоа дете. Понекогаш имаме деца кои што се во некаков отпор кога ќе дојдат на таа психотерапија и библиотерапијата како мост до тоа дете е некој тип на поврзување со тоа дете и кога тоа дете ќе почувствува дека во безбедни услови се наоѓа, на безбеден начин му се пристапува, му се обезбедува чувството на сигурност и тогаш веќе отвараме канали, да речеме, за разрешување на одредени ситуации. Споменавте кои состојби. Многу честа состојба е депресијата, анксиозноста кај денешните деца, дали тоа ќе биде врсничко насилство, социјална исклученост, дисхармонија во семејството и дисфункционалност на семејните врски. Тука имаме енуреза, невротски реакции, исто така третираме со библиотерапијата од типот на и пелтечење, тикови и така натаму. Значи, генерално, секоја состојба кај тоа дете може да пронајде приказна која што корелира со неговото животно сценарио, бидејќи приказните и бајките се постојат од секогаш. Тие преданија потекнуваат од човекот. Тука носат и некој тип на колективно несвесно, затоа и во психологијата. Библиотерапијата првпат е истражувана, односно применета од страна на психоаналитичарите, од Фројд, меѓутоа подоцна и Јунг неговите архетипови ги обработува преку бајката, повторно ќе кажам како некој тип на животно сценарио, за кое што животно сценарио и конструирањето на тоа животно сценарио кај детето во голема мера се одговорни родителите. Така што како таква колку што нели е стар човекот, да речеме, толку постои таа бајка, таа приказна која што представувала проекција на тој еден автор. Со текот на времето и преданијата пренесувала некои негови ментални, психолошки или било какви искуства, кои што ден денешен, значи има толку многу созданија, толку многу творештво, да буквално за секоја тема од психичкиот живот на еден човек можеме да пронајдеме примена која што ќе корелира со таа книга или тоа книжевно дело. Вие ја објавувате првата сликовница, така? Так. Од едицијата на библиотерапевтски приказни Глувчето што сакаше да чита. Так. Каква приказна носи Глувчето што сакаше да чита? Дали можеби озбројавме за неколку состојби сега? Так. Не се сите блиски, различни се, но неверојатно е за колку состојби зборуваме кај деца во денешно време. Дали можеби Глувчето што сакаше да чита е наменато токму за некоја која што е најактуелна и ја забележувате кај повеќето деца, повеќето кои што доаѓаат кај вас? Така е. Глувчето што сакаше да чита е една приказна која што се создаде патем мојата работа со деца долгогодишна и тоа искуство што јас го затекнав и таа потреба да некако интервенирам, да излекувам таа детска душа во корелација со моите таленти, веројатно и способности, заради тоа што во таа моја работа јас осознав и некои мои таленти за кои не бев до тогаш знаела, а тоа е пишувањето, создавањето приказна која што може адекватно да кореспондира со таа психичка состојба на детето, односно детето да отвори простор за идентификација и проекција во таа бајка.
Глувчето што сакаше да чита ќе биде првата од едицијата библиотерапевски приказни, точно како што споменавте, е една најактуелна тема, заради тоа што сакав да ја отворам оваа едиција со најактуелна тема, заради тоа што библиотерапијата се уште не е осознаена во македонските простори генерално. Начинот на обработка на тоа дело ќе отвори многу едукативна и психолошко едукативна содржина за да луѓето знаат и можат да знаат дека ќе посегнат по некое дело кое што ќе може да помогне кај нив. Конкретно оваа сликовница, за која рецензент беше професорката Ана Чучкова од Славјанскиот факултет, исто така ја доби големата поддршка, бидејќи библиотерапијата ќе биде мојата експертиза понатаму во мојата кариера. И може би така ќе се актуализира повеќе, дајќи повеќе приказни, да. Се надавам. Оваа сликовница ќе обработува актуелната тема на врсничкото насилство, односно дете кое што е социјално исклучено, дете кое што страда од социјално насилство, односно и вербално насилство, меѓутоа и дете кое што носи големо чувство на вина, отфрлено дете, кое што учи да ја заслужува љубовта на родителите, за да тие го валидираат, за да тие го признаат, на некој начин ја бара поддршката од врсниците, односно станува врснички ориентирано дете, кое што се обидува да биде англицизмот, ако го спомнам, people pleaser, односно некој кој што сака да угодува на другите, кој што не може да каже само не. Само за да го дружат, само се допадне на друштвото. Да ја обезбеди да поддршката, чувството на прифатеност, за да се намали чувството на осаменост. Меѓутоа, детето не знае нели во што влегува и каде бара да ги задоволи потребите. Сите тие примерни потреби мора да се задоволат во таа семејна средина. Кога тоа не се случува, детето бара да истите ги задоволи во околината, меѓу врсниците. И тука не идува на тој социјален јас и на тоа социјално насилство е исклучено, не е валидирано од страна на врсниците. И таквиот третман што го добива резултира со веќе психички нарушена состојба, посегнува по неговото ментално здравје и веќе се јавуваат првите симптоми на депресија. Така што самата книга обработува менталната состојба на депресија кај деца со начин на повлекување, изолација или губење на волја, да се прават работи што сме ги правеле претходно, што сакало детето да ги прави претходно. Одбивност, да се јаде, да се пие. Кога ќе ви биде промоцијата? Промоцијата е во среда, оваа среда, во 18 часот, во лабораториум. Да, нека биде ова само една од приказните, низата приказни кои што ќе ги добиеме од вас и заклучокот можеби и вие ќе го извадите на како крајот на разговорот, а еве јас некаде се пронајдов како родител, па треба посекако добро да ги бираме содржините кои што им ги даваме на децата да ги читаат, иако родителите сакаме да ја наметнеме таа навика дека децата треба да читат, еве книга, но да биде тоа добро избрана содржина. Така. Да. Благодарам за гостувањето.